Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбулант. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Јазлите и цистите на тироидната жлезда се почеста појава. Какви промени се тие всушност на жлезденото ткиво? Дали се опасни или безопасни? Бенигна ли е нивната природа или пак може да носат и малиген потенцијал? Постои ли начин да се излекуваат јазлите и цистите на тироидната жлезда и таа да се врати во својата првобитна форма и да си ја обнови функцијата? За сето ова повеќе од разговорот со гостинката која што е денеска во студиото на Телма амбуланта, тоа е доктор Јасмина Зафирова, интернист, секако во клиниката Жан Митрев. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на Телма телевизија. Денеска ќе зборуваме за еден исклучително чест проблем во Македонија кај жените. Неретко се јавува овој проблем. Многу се жалат дека имаат некакви промени во форма на јазли и цисти. Ќе започнеме со јазлите. Што се тоа јазли? Дали се израстоци, тумори, со што се исполнети? Така. Ја прво би кажала дека во многу емисии до сега сум гостувала на телевизија и сум зборувала за тироидната жлезда, меѓутоа секогаш останува како нешто недокажано, недоречено, уште нешто да се дообјасни, да се докаже и убаво што еве пак денеска во вашава емисија ќе зборуваме за тироидната жлезда. Значи многу пати во амбуланта кога на пациент ќе му кажам дека има некој јазол, одма ме прашува што значи тоа. Навистина е малку чудно да се објасни што значи самото значење на јазол или ние како од домаќинот збор ние нодус. Нодусот од англискиот збор node, што значи јазол, значи истата класификација. Последниве 20 години и повеќе нешто од 20 години од кога почна употребата на ултрасонографското, односно ехографското испитување на тироидната жлезда, се забележува една епидемија, така наречена епидемија и пораст на јазли на тироидната жлезда. Што се случува? Значи, до тогаш обично на палпација, на допир на тироидната жлезда биле кај луѓе кај кои што имало визуелни промени на тироидната жлезда, бидејќи она се наоѓа на долната третина на вратот, лесна е за палпација, за визуализација. До тогаш докторите кај тие пациенти со обична палпација диагностицирале постоење на некоја промена која нарекувале јазол. Од појавата на ултрасонографското испитување, значи од тогаш поточно се диференцираат тие промени на ехо и може да се следат, да се диагностицираат промени кои што се и од бенигна и од малигна природа и да се препорача нивно лекување. Што би кажала, значи по дефиниција јазолот представува една промена која што ехографски е дистанцирана, односно различна од останатата тироидна структура. Таа се разликува по својата хистолошка и патолошка класификација, но исто така се разликува и по изгледот, самиот изглед на ехо преглед. Обично наоѓаме различни видови на такви промени, инаку спрема хистолошката класификација, тие може да се поделат во неколку групи. И тоа хипертрофични такви промени, хипертрофични цисти, неопластични, хиперпластични и неопластични промени. Во таа група на неопластични спаѓаат промените во вид наречени карциноми на тироидна жлезда, потоа спаѓаат цистите, колоидните цисти и секако јазлите. Значи тие се неколку класификации, 5 на број, кои што ние на хистолошки ги диференцираме и ги разликуваме при прегледот кој што се прави после тенкоиглена биопсија. Ехографски исто така може да се направат повеќе испитувања, односно начинот на самото испитување на пациентот доведува до еден првичен заклучок или првична диагноза која што не води кон понатамошното следење и лекување на пациентот. Самото испитување, односно ултрасонографското испитување или ехо на тироидна жлезда, што би го кажала, се прави на легната положба на пациентот со максимална екстензија на вратот. Обично под вратот ставаме или перница или нешто малку да се подигне вратот, за да можеме да имаме комплетна визуализација на тироидната жлезда.
Како што кажав, тироидната жлезда е сместена на долната третина на вратот и тука во овој дел? На долниот дел на вратот, Добре. значи лесна е за палпација. Составена е од два лобуса, лев и десен, кои што се меѓу себе поврзани со откивен мост. Обично големината, независно од самата големина на пациентот, се движи од 2,5 до максимум 5 сантиметри во висина и отприлика сантим и пол во широчина. Инаку самиот истмос, тој ткивниот мост, исто така е максималната големина до 10 милиметри. Овие параметри ни се како првична некоја основа, појдовна основа околу големината на тироидната жлезда. Прво гледаме дали постои тироидна жлезда, има случаи кога генетски не постои тироидна жлезда, дали е со уредни димензии и ја гледаме нејзината структура. Во самото испитување на структурата, до сега, значи, да не кажам, кај секој втор, трет пациент се наоѓа по нешто, ретко е да има интактна, скроз здрава тироидна жлезда. Дали обично јазлите ги откривате случајно при преглед? Пациентите имаат ли некакви симптоми? Да, тоа сакав да го кажам. Во светски рамки околу 7% од обичната популација имаат нодозни промени на тироидната жлезда. На рандом аутопсии правени после смрт на пациенти, исто така утврдено е на 37% од тие пациенти промени на тироидната жлезда. Значи е многу често заболување кое што обично пациентите не знаат дека има таква некоја промена. Во нашата болница при комплетните интернистички и кардиоваскуларни прегледи обрнуваме внимание секако на сите органи и правиме скрининг на тироидната жлезда. При таквиот скрининг многу од колегите забележуваат дека пациентот има некоја промена на тироидната жлезда и го препраќаат понатака во делот кој што се занимава со тироидна жлезда и ендокринологија. Пациентот обично некогаш се изненадени, зачудени, посебно мажите, затоа што навикнати се дека женската популација страда. Почесто страда од тироидна жлезда, така да кога ќе им кажеме дека има некоја промена, веднаш следува некоја панична реакција, па зашто, па како, од каде и што. Значи, некој поголем фактор е генетиката, така да ако некој од семејството имал во некоја промена на тироидната жлезда, многу е можно и некој од неговите од поколението, потомството исто така да има некоја промена на тироидната жлезда. Како прво генетиката, потоа би ги спомнале најчестата причина за намалена функција на жлездата е Хашимото тироидитот, кој што исто така се одликува со специфични карактеристики на ехо прегледот. Значи, секој докторите кои што се занимаваат со тироидна жлезда, што од самиот преглед веќе знаат за каков проблем се работи на тироидната жлезда и понатака ги насочуваат во тој правец и испитувањата. Докторке, доколку јазлите се поголеми, доколку пораснат, може ли да создаваат некаков проблем со оглед на локацијата на тироидната жлезда? Со дишењето, голтањето? Секако. Тироидната жлезда е многу мал орган, меѓутоа се наоѓа на предел кој што е богат со важни витални органи. Тука се наоѓаат трахејата, дишникот, хранопроводот, се наоѓаат левата и десната каротидна артерија, југуларните вени, значи главните крвни садови кои што носат крв до мозокот, гласниот нерв, значи се наоѓаат доста витални органи на кои што секоја промена во тироидната жлезда, која што е од поголеми размери, може да предизвика промена во функцијата. Најчесто се жалат на засипнат глас, засркнување, отежнато голтање, отежнато дишење, значи тие се некои од првичните симптоми. Обично ги наоѓаме кај мултинодозната струма, значи се уште ја има струмата во нашето подрачје, повеќе кај стари лица, меѓутоа ја има се уште. И обично кога има присуство на такви големи јазли кои што вршат притисок на дишникот или на хранопроводот, тие се првите симптоми. Во случај кога жлездата на ехо ја гледаме дека е мала, со мали промени, а сепак пациентот ги има тие симптоми, тежнато голтање, засипнат говор, значи предпоставуваме дека во најголем процент се работи за малигна промена на тироидната жлезда.
Докторке, колкав дел од оние кои што имаат јазли на тироидната жлезда, всушност истовремено страдат и од Хашимотовата болест, односно имаат автоимуната болест Хашимото и оние антитела кои што ја напаѓаат тироидната жлезда? Изгледот кај Хашимото тироидитот е специфичен, значи кај него нема јазли, има ситни цистични промени кои што се од 3 до 5 мм, жлезата им изглед на саке од пчела или како изгризана од молци, така да има значи, доста... тоа не се јазли? Не, секако нема јазли. Има псеудо нодозни промени кои што некои така ги толкуваат како јазли, меѓутоа самата фиброза ја поделува структурата на тироидната жлезда и изгледа како да има јазол, меѓутоа јазлите не се во составот и во класификацијата на Хашимото тироидитот. А доколку лицето има големи јазли, а прито е слабо, можно ли е да се види визуелно промената? Да, визуелно секако се гледа, обично пациентите тоа прво го приметуваат, визуелно гледаат дека нешто им се случува. Тука исто така сакам да потенцирам, ако се работи за промена која што дотогаш не постоела и наеднаш почнала да расте некој како оток на вратот, треба веднаш да се обратат во некоја здравствена институција, затоа што наглиот пораст на некоја промена на тироидната жлезда или која дотогаш била следена со одредени димензии, наеднаш почнала да расте, значи е знак дека се работи исто така за малигна промена на тироидната жлезда. Нека податоци укажуваат дека овие промени на тироидната жлезда се поврзани со недостатокот на јод во организмот. Има ли вистина во тоа? Причината за недостаток на јод била порано. Сега, последниве 50 години, можам да кажам дека веќе не е, пошто солта која што ја јадеме, ја користиме во храната, се јодинира и дневните потреби од јод се 150 микрограма на ден и доволно е тоа количество на јод за да ги задоволи потребите за јод кој што всушност ги користи, јодот го користи само тироидната жлезда, која што го имплементира самиот јод во формирањето на тироидните хормони. Така да, затоа се јавувало во поранешниот период, кога немало доволно јод, растење на тироидната жлезда, за да ги задоволи потребите од тироидни хормони, затоа што недостатокот на јод создавал недостаток на тироидни хормони, тука се јавува таа обратна пропорционална спрега со хипофизата, се лачи повеќе тиреостимулативен хормон кој што од своја страна поттикнува жлездата да расте. Затоа таквите пациенти имале зголемена тироидна жлезда, визуелно голема, се гледала, се уште можеме да видиме некои постари личности со таква голема струма, но обично не им пречи ако не ги засега главните органи на вратот и некогаш и не сакаат да се оперираат, иако им предлагаме да извадиме. Тука би спомнала кои се индикациите за да се оперира тироидната жлезда. Да се извади дел или да се извади целата тироидна жлезда. Значи, една од првите причини е диагностички потврдено постоење на карцином во тироидната жлезда, тогаш се вади радикално целата тироидна жлезда со некои околни лимфни чворови. Втора причина исто така представува зголемена тироидна жлезда која што пречи на актот на голтање на дишење. Трета може да биде естетската причина и четврта причина е жлезда која што многу лачи хормони кои не може да се стават под контрола. Тие се главните индикации. Никогаш не препорачуваме во случај на Хашимото да се вади тироидната жлезда. Иако во самото Хашимото некојаш може да се развијат малигни клетки, но многу ретко. А може ли оние промени што се случуваат, како што се цистите, да преминат во јазли? И која е разликата всушност помеѓу цисти и јазли? Класификацијата ја утврдуваме ехографски. Значи, прво ги мериме тие промени, колкава е нивната големина. Има помали, поголеми, нивната структура, дали се работи за анехогена, празна промена која што личи на циста, дали се работи за солидна промена како јазол, некогаш постојат и мешани промени, јазол со цистична компонента, некогаш тие промени содржат и ситни калцификати, крупни калцификати. Обично кај тие цисти кои што се крваречки, кои што се богати со крв во внатрешноста, после нивното празнење знае да се испразни и да личи на јазол.
меѓутоа сепак карактеристиките се сосема други. Има ли различни причини кои што доведуваат до појава на јазли и на цисти? Има ли науката одговор зошто се вуваат цистите? Се уште нема. Повеќе би спомнала таа генетска причина, дека има некоја генетика. Можда е некоја хронична траума во тој предел, например кај луѓе кои што работат, многу и користат гласните жици, се напрегаат, физички работници, исто така може константно травматизирање на тој дел може да направи задебелување на тироидната жлезда. Меѓутоа, конкретно не е утврдена причината зошто некои од цистите или јазлите применуваат во малигни промени. Кога ќе забележите кај пациент циста или јазол на тироидната жлезда, сугерирате ли веднаш да се направи биопсија да видите каква е нејзината содржина за да се исклучи дали е бенигна или е малигна, или пак само со ехоследење може да се даде таква проценка? Прво, значи, започнуваме со класификација на самата промена, нејзината големина, формата, обликот, каде е сместена, границите, како е ограничена од останатото ткиво. Ако постојат јасни граници, ако е таа интактна, значи без да навлегува во околното ткиво, ако нема некои други карактеристики кои што се специфични за малигнитет, тогаш ја оставаме и ја следиме. Ако не пречи секако на другите акти на голтање и дишење. Типично кај карциномите наоѓаме ситни калцификати во внатрешноста, значи тие ни се суспектни, исто така нејасно ограничени со назабени ивици кои што навлегуваат во другото останатото ткиво, исто така и васкуларизацијата. Самата жлезда си поседува своји крвни садови, меѓутоа обично кај ваквите промени кои што се од малигни карактер, постојат различен мешан тип на васкуларизација. На Доплер наоѓаме хаотична васкуларизација, значи која што нема правилен распоред и веќе тоа ни е некој сигнал дека може би се работи за малигна промена. А можат ли цистите да пораснат нагло, како што се случува тоа со јазлите, па да направат некаков проблем со крвните садови на вратот или пак со голтањето, со дишењето? Обично хеморагичните цисти кои што настануваат по прскање на некој мал крвен сад и се полнат со крв, можат нагло да пораснат. Сите други промени кои што нагло растат и се без некоја објаснување се во правец на малигнитет. Иако би кажала дека карциномите на тироидната жлезда сочинуваат само 1% од сите карциноми и 0,5% од смртноста предизвикана од карциноми. Значи не се толку чести, нивната прогресија исто така не е многу брза, освен анапластичниот карцином. Сакав да докажам, значи, ако утврдиме 2 или 3 карактеристики кои што се позитивни за малигнитет, препорачуваме да се прави тенкоиглена или кор биопсија на самата промена. Зависи, значи, ако е промената до 1 сантим и ги наоѓаме сите тие карактеристики, тогаш, независно од големината, се прави биопсија. Кај останатите промени кои што се над 1,5 сантим, а имаат бенигни карактеристики, препорачувам исто така биопсија ако се солитарни, единечни. Значи цврсти. Единечни. Значи, ако нема други такви промени, само е една, која што е поголема од 1,5 сантим, тогаш мора да се биоптира. Хеморагичните цисти препорачувам исто така ако пречат на дишењето и голтањето да се испразнат. Исто тоа се прави преку тенкоиглената биопсија, се зема материјал и се празни самата жлезда. Значи може со тенкоиглена биопсија да се испразни целокупната содржина на цистата? Па да, за сега тоа е методата. Иако во светски рамки, ја се надевам дека и кај нас ќе почнеме во скоро време, тироидните промени кои што се од бенигна природа, потврдена со 2 последователни биопсии во тек на 6 месеци, да се предложи да се направи аблација. Што е тоа? Аблација се прави со радиофреквентна струја, со тенка сонда се влегува во самата промена и таму се гори, да кажам народски. Исто така се прави со инжектирање на етанол во самата промена и сега најново нешто е радиофреквентни фокусирани бранови, ултразвучна терапија, која што е неинвазивна метода, се изведува со посебен апарат, ХИФУ техниката,
која што е можеби позната во други области од медицината, наоѓа примена кај тироидната жлезда. Кај цистите конкретно? Цистите и јазли кои што се со мешана карактеристика и се бенигни. И што се постигнува? Се елиминираат сосема? Се горат фактички, значи се намалува нивната содржина и по 4 до 5 третмани, некојаш и побрзо, самата циста се смалува и ги добива нормалните димензии. Но се случува ли да се повтори истиот проблем? Ние се уште нови цисти, немаме нови искуство во однос на ова техника, се уште ја нема во нашиве простори. Мислам дека нешто во Србија почна да се практикува, меѓутоа веројатно не, пошто таа се намалува до крај. Можеби хеморагичните цисти да се наполнат повторно ако се остави простор, али обично се гори тоа цело ткиво кое што е склоно кон стварање на цисти. Докторке, тука ќе пуштиме блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешната Телма амбуланта. Почитувани, во вториот дел од емисијата ќе имате можност и вие да стапите во контакт со нас преку телефонските јавувања и секако да поставите прашање на темата на која што говориме, а тоа се цисти и јазли на тироидната жлезда. Останете на Телма. Доктор Јасмина Зафирова, интернист во Жан Митрев клиник, е гостинка во студиото на Телма. Почитувани, вториот дел од емисијата, како што најавив, ќе биде контактен. 02-3076-677 е телефонскиот број на кој што можете да не добиете, да се вклучите во програма и да поставите прашање на темата на која што зборуваме, а тоа се јазли и цисти на тироидната жлезда. Докторке, колкав дел од оние пациенти што имаат јазли или цисти имат истовремено и нарушена функција на тироидната жлезда, односно намалено лачење на тироидните хормони или пак зголемена функција? Така. Следна фаза од која ќе откриеме некоја промена на тироидната жлезда, препорачуваме да се провери нејзината функција. Баш ова што го прашавте вие, тоа се испитува преку земање на крв. Се испитуваат тироидните хормони, обично тоа е слободната верзија на тироксинот, и ТСХ, тоа е тиреостимулативниот хормон кој што го лачи хипофизата. Посебно ни е од големо значење тиреостимулативниот хормон, затоа што кај него веднаш приметуваме промени кога има некое пореметување на функцијата на жлездата. Најчесто овие цисти и јазли се проследени со нормална функција на тироидната жлезда, така да не секогаш прави проблем. Единствено, исто така што би напоменала, дека ако жлездата прогресивно расте и покрај пациентите што земаат големи дози на еутирокс, тогаш исто така треба да се помисли на малигнитет. Доктор, ќе очекува еден гледач да се вклучи во програма и веќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам. До докторката на прашање. Докторке, јас имам проблем со шипо. Примам лекови утирокс од 50 и од 75 3 дена, 4 од 75. Меѓутоа имам долго време додека открине 5, тоа не знам. Него имам сега, ми кажува докторката, да од почетокот си имав многу јазли и имам 2 пати правено пункција, ништо не ми кажаа, речува дека уред, и еднаш имам само одено на 6 месеци на контрола, ава на Доплер, и сега докторката ми рече, вие сте возрастни, ја имам 74 години, на една година ќе доваѓате за јазлите, а ми кажа дека имам доста јазли и имам проблем со голтањето, ве слушав и за тоа се јавив. Многу се задавјам, поготово од мека храна, било што се повеќе течно или така да имам проблем со голтањето. Многу дури не можам да си го поминам, ја храната ја повраќа. Така, сега вас вие дилемата дали можеби јазлите на тироидната жлеза се одговорни за овој проблем што го имате со голтањето и дали прегледот треба да го правите на 2 години, односно следењето. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Пријатен ден. Повелете. Кај пациентката се работи за мултинодозна струма. Добро е што е до сега 2 пати направена биопсија, тоа е големо, значи има големо значење. Обично кај пациентите кои што имаат повеќе јазли, во најголемиот јазол се наоѓа таа промена кога имаме карцином. Обично ја наоѓаме во најголемата од сите тие јазли. Од тие индикации што ги спомнав претходно, пациентката има една веќе,
отежното голтање и тоа на течна храна, на течност, засркнување, значи тие се типични симптоми. Треба да се види убаво на преглед дали има потреба уште една биопсија и евентуално да се отстрани еден дел од тироидната жлезда, пошто на веќе на терапија на еутирокс да се види што најмногу пречи од тие јазли па да се извади, затоа што сепак нема нормален квалитетот на животот е пореметен. Кога има можност да се реши тоа, секако треба да се помисли на тоа. Сложен е зафатот? Зафатот не е сложен ако го направи добар хирург. За тироидната жлезда секаде во секоја литература ако отворите, значи ќе видите дека потребно е операцијата да направи искусен хирург. Затоа што, како што кажав и порано, на мал простор се сместени витални органи, витални крвни садови. Инаку самата операција не е кој знае колку комплицирана, ако не се работи за карцином, голема струма која што се спушта под клучната коска, под градната коска, значи сме имали и такви метастази кај пациенти кои што не биле на време откриени. Тука се работи за посложени, пообемни зафати, но сепак треба да изберат, ако се решат на таква интервенција, да изберат хирург кој што е докажан и кој што има големо искуство во таа област. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за гледачот. Повелете, ве слушаме, во програма сте. Ама јас сте докторка ве слушам. Ние вас ве слушаме, повелете кој е вашето прашање и не го следете разговорот преку телевизорот, туку со слушалката. Да, докторката Трише го се јавувам. Јас ќе ве замолам да го исклучите телевизорот, доколку сакате да поставите прашање, да не следите преку слушалката. Добар ден и повелете кој е вашето прашање. Добар ден. Ја поздравувам докторката Јасминка. Благодарам. Јас ќе замолам само Дрижа да ја објаснат на гледачката на каков начин да се вклучи, за да не губиме време. Значи, во интерес на времето продолжуваме, докторке, понатаму. Советувате ли оние кои што имаат проблем со тироидната жлезда, со незината функција, кои што имаат штитна жлезда со јазли и со цисти, да го променат начинот на исхрана? На социјалните медиуми често можеме да прочитаме дека лица кои што имаат ваков проблем бараат совет што да преземат во однос низ храната. Помага ли тоа? Кај пациентите со јазли и цисти, единствено што би препорачала да не внесуваат спирулина или некој препарат со јод. Зошто? Затоа што дополнителниот внес на јод во организмот ја хиперстимулира жлездата да создава повеќе хормони и да расте. Но некои велат дека се чувствуваат подобро од како ќе земат спирулина или пак оние алкохолни раствори со млад орев. Веројатно ако се работи за хипотироза, смалена функција на тироидната жлезда, која што не е дијагностицирана, не е правилно лечена, можда тој првиот чекор ја стимулира малку повеќе да создава хормони и подобро се чувствуваат. Меѓутоа, кај пациенти што се на терапија на еутирокс, не би препорачала такво нешто. Кажав колку се дневните потреби за јод, ние ги добиваме тие преку храната, така да нема потреба за екстра внес. Доколку се надмине таа количина, јодот може да и наштети на тироидната жлезда? Јодот го абсорбира тироидната жлезда и ја стимулира да создава само повеќе хормони. Иначе, јодот како радиоактивен јод се користи во лекување на проблемите со тироидната жлезда, затоа што единствено на тоа место се фиксира. Кај пациенти кои што имаат хиперфункција на тироидната жлезда, која тешко се става под контрола, не сакаат да се оперираат, тогаш има третман со радиоактивен јод кој што ја разрушува тироидната жлезда, али не секогаш дефинитивно, затоа што некогаш може самата болест пак да се повтори. Тоа е, значи јодот се фиксира само таму кај пациентите кои што користат лекови кои што содржат јод. Например, некои антиаритмици содржат доста големи количини на јод. Се советува на 3 месеци контрола на тироидната жлезда и на хормоните, затоа што често кај пациенти со аритмија сме имале поради лекот кој што е даван неограничено долго, без некое следење, да се влоши самата состојба со тироидната
Некогаш пациентите влегуваат во хипофункција, некогаш во хиперфункција. И тоа не е доволно објаснато од која причина. Уште еден гледач ќе вклучиме во денешната Тилма амбуланта. Се надевам овој пат успешно. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Сакам да ја прашам докторката. Имам више една година проблем со тироидната и сум хипотироидоза. Сега на ехо одам на секои 3 месеца. Имам пронајдено 4 јазли, чворови, така наречено. Сега не ме упатуваат никаде, ни на биопсија. Дали е тоа нормално или треба да ми испратат за испитување за биопсија, пошто не е еден, туку 4. На секој преглед по еден плюс ми се појавува. Дали е тоа нормално, што немам никакви биопсии и немам испитување за антителата, дали сум хипо или дали сум Хашимото или не. Така, но вие сте хипо, колку што разбрав? Да, пијам еутирокс од 75. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, докторке. Ова често се случува кај пациенти да дојдат во амбуланта и да кажат дека прима еутирокс. Ја обично ќе прашам поради што. Дали има јазли, проблем, струма некоја или Хашимото, пошто 70% од причината за Хашимото, за хипотироза е Хашимотото. Некои почесто пациентите викаат, не знам, ми беше кажано дека имам само хипо. Значи секогаш мора да има причина зошто пациентот влегол во хипофункција. Дали е тоа оштетена жлездата од бактерија, вирус, дали е оштетена од автоимун процес во склопот на Хашимотото или се работи за вродено помала тироидна жлезда. Затоа секогаш на ехо ги бараме причините ехографски, да се види дали е причината нешто од ова што спомнав или дополнително секако бараме да се испитаат, ако имаме промени на тироидната жлезда, да се испитаат и тироидните антитела, кои што кога се покачени се во прилог на Хашимото тироидизам. Во однос на она што го праша пациентката, малку е чудно што на секој преглед наоѓаат нов јазол, затоа што тоа па не е добар знак дека се појавуваат нови јазли. Обично ги имаме тие кои што ги следиме. Кажав кои карактеристики ги следиме, значи нешто од тоа, големината, обликот, каде е сместен, дали има калцификати, како е васкуларизиран, јасно ограничен. Ако има две карактеристики од тие, тогаш праќаме на биопсија секако. Може би докторот утврдил на ехо дека се работи за бенигни промени кои што ги немаат тие карактеристики, па предложил само да се следи. А доколку се појавуваат на секој преглед нови јазли, на колку време тогаш би препорачале контролни прегледи? Тогаш би кажала дека се работи или за ехоапаратот, или може би се работи за псеудојазли кои што се во склопот на Хашимотото, кои што спомнав порано, каде што имаме лобулираност на самото ткиво и некој додуша и некој самото присуство на хранопроводот кој што е во близината на тироидната жлезда и на пресек го гледаме личи на некој јазол, го толкуваат како јазол. Затоа и второ мислење би препорачала пациентката. Второ мислење во случај на гледачката која што се вклучи во програма, но ќе имаме уште едно прашање од гледач во продолжение на емисијата и ќе го вклучиме гледачот токму сега. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Ќе молам докторката да ми ја објасните. Јас имам 2 чвора во 6 мм, тука ми ги најдоа Жан Митрев и 2 тироидни жлезди. Една ми е 9 мм, а една е 8 мм. Ама не може сега почина да се дава од јадењето, од храноводот во вода, од све ме парат кои што ви врвет по душников. И сега се гуша на 3 перници спија, има гушење и многу се пота, умре под потење, скренав. Се полуда. А термин за најда нигде не може. 4-та година ми е више кај што бара термин, не може термин да најда. Не знам што се работи, не може више и да ода. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете тука да дадете како совет? Секако да дојде на еден преглед, да се видат тие цисти и јазли што ги спомна, што се детектирани на некој од нашите комплетни прегледи кај што има и скрининг. Веројатно ради големината се оставени да се следат, меѓутоа после 4 години можно е да е некој од нив пораснат,
затоа пациентката има проблем со дишење, со голтање, а исто така треба да се проверат и тироидните хормони. Тоа препотување, нервоза, несоница може да е во склоп на хипертироидизам. Така може да не знам од каде, значи имаме наша поликлиника во Битола која е од тој крај, значи може и во Струмица која е од Струмичкиот крај, имаме наши поликлиники каде се извршуваат такви прегледи или во Скопје. Така, дали секој пациент кој што ќе биде во хипо или пак хипер и има таков проблем, со текот на времето ќе развие некаква промена во структурата на жлездата? Мора ли да се јави проблем со структурата на жлездата? Да, секако се јавува проблем, затоа и се јавила хиперфункцијата или хипофункцијата. Никогаш не имаме интактна жлезда да е без ништо, а функцијата да е пореметена. Освен за време на инфекцијата со COVID-19, кога имавме такво искуство кај наши пациенти кои има хиперфункција на жлездата со интактна жлезда, со структура сосема нормална и со нормални антитела. Значи тоа беше нешто што го приметивме посебно кај младите луѓе. Таму значи немаше никакви промени во тироидната жлезда, а функцијата беше пореметена. Со тоа што за 5 до 6 месеци, максимум до година дена, сама спонтано со витамини и минерали, без никаква посебна терапија, се враќа во нормала. Многу се надеваат дека спонтано ќе се излекува овој проблем или пак дека ќе земаат терапија со заменски синтетски тироксин и потоа низ годините ќе се стабилизира функцијата на жлездата и дека нема да имаат потреба од никаков дополнителен хормон. Дали е тоа можно? Ако ќе зборувам за Хашимото тироидито, значи ако се открие на време и ако се дава терапија, значи која што ги намалува антителата во прилог на намалување на прогресијата на болеста, тогаш би се препорачало, значи да да се одржи тој стадиум додека не влезе пациентот во хипотиреоза. Значи може со правилна исхрана, кај Хашимото тироидитот утврдено дека глутенот ја влошува самата болест, не толку интензивна физичка активност, потоа исто така ако се припазува во однос на, кажав, исхраната, физичката активност, внесот на некои суплементи кои што помагаат да се намалат антителата во самиот организам, тоа е селенот. Потврдено е со студии дека селенот ги намалува тироидните антитела. Со добра контрола може, сум имала мои пациенти кои што 5 до 6 години се уште не влегле во хипотироза, иако имаат покачени антитела во прилог на Хашимото. Инаку, кога ќе се започне со еутирокс, не може да се прекине, освен ако било започнато кога немало потреба. Тогаш, ако била во тој стадиум кога самата жлезда после пороѓај знае да се поремети, знае да се намали незината функција, да се јави и Хашимото тироидитот или обратно, да се зголеми незината функција, тој период треба да се знае дека е период кој што минува, дека не мора жлездата константно да остане во хипотиреоза. Ако правилно се следи и се лекува во тој период, може да се врати во нормала. Но штом се постави на високи дози на еутирокс, веќе самата жлезда, кога внесуваме од надвор синтетски хормон, нема потреба да лачи, се супримира, се намалува и со тек на времето се исушува. Доктор, ќе ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ни дадовте многу корисни совети и препораки поврзани со овој здравствен проблем кој што е се почест, за жал. Ми беше задоволство да гостувам посебно со вас. Пријатно во вашето студио и поздравам уште еднаш вашите гледачи и секое добро. Почитувани, ова беше уште една Телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следавте. Имајте пријатен ден.